затоа што Тони ми е навистина драг пријател. Пријател може би не е вистинскиот збор, другар ми е, онака и уште од кога почна да слика, го следам неговиот развој како сликар и се радувам од каде почна и каде е денес. Тоа е едно многу убаво патешествие на неговото созревање уметничко. И како што е редот, обично треба да кажам, ви благодарам што дојдовте во толкав број вечерва. Меѓутоа јас ќе си земам за право да кажам прво, Тони, фала ти на тебе и тебе ти благодариме затоа што не собра сите овдека ова место и ни приреди една вистинска гозба, визуелна и естетска гозба со овие абстракти. Јас ги гледав на Facebook, ги гледав на интернет, меѓутоа прва реакција моја кога гледав овде, реков, Тони, ова е многу подобро од колку што се гледа на телефон. Друго е, да, друго е во живо. Така што, Тони, фала ти за оваа изложба. Сега може да кажам, ви благодарам што дојдовте време да дојдете на оваа изложба, да уживате во уметноста на Тони. Организатор е Сдруженијето за културно-уметнички развој Тактус. Председател на Сдруженијето е Снежана Попова Караџовска. Караџовска Попова. Не е важно дали е Караџовска Попова, како дали си председател, на Сдруженијето. Како музичар и музички педагог и во Сдруженијето како уметничка поддршка Тони Попов го имаш за советување за уметноста. Ова е прв ваков настан што го организирате и се надевам дека нема да биде последен, дека ќе има многу вакви настани низ цела Македонија. Го очекуваме тоа да го видиме. Ова е втора, сосема на кратко, ова е втора самостојна изложба на Тони Попов. Првата беше 2015 во Охрид, дојде поблизу и таму уживавме, се восхитувавме на неговите дела. Сега малку изразот е поинаков, сега имаме 30 абстракти, 30 се така? 29, близко бе, 29 абстракти. Ќе можеме подоцна убаво да ги разгледаме. Сега насловот на оваа изложба е само сенка на она што доаѓа. Абстрактна поезија. Сега само да најавам што ќе се случува сега во наредниве 20-30 минути. Значи, ова ќе биде вечер на сликарство, на музика и на поезија. Многу убав круг. Значи, Тони е сликар и Тони е поет. На телевизија го слушнав, рече, па поезијата се потроши. Јас ќе го негирам и ќе кажам, во тебе има уште многу поезија, што допрва ќе излегува и чекаме нови збирки. Меѓутоа, Тони е поет, е сликар, ама музиката не може да ја избегне затоа што дели под ист кров живее со професор во музичко. Така што, како и да гледаш, не можеш да избегнеш од музиката. И она што е убавото, значи само да накратко, сите овие абстракти се базирани врз поетски стихови. Поетски стихови на Тони и на други поети од кои што бил инспириран. И за да се заокружи кругот, Марко Виденовиќ и Ива Виденовиќ ќе изведат 3 композиции, и слушнете го ова, кои што ги компонирале, Марко ги компонирал врз 3 слики од оваа изложба. Мислам дека тука кругот се затвара на еден прекрасен начин. Поезија, сликарство, уметност и музика. Така што најпрво сега ќе го поканам Никола Галевски, драг пријател, дипломиран историчар на уметноста. Драг пријател, драг другаре, да сподели негов осврт, да даде еден краток осврт на оваа изложба. Потоа Марко и Ива ќе изведат првата композиција, која што се нарекува I Still Remember. Потоа јас ќе се вклучам во поетскиот перформанс, да го наречеме. Ќе прочитам една песна од поезијата на Тони, потоа ќе слушнеме композицијата која што е базирана врз таа песна и слика, потоа ќе имаме уште една песна и уште една композиција. И на крај ќе ни се обрати главниот виновник зашто сме тука, Тони Попов. Фала, Алек. Можеш и Гале, значи ние сме тука другари. Тони Попов Фарбан е веројатно еден од двајца уметници што мене може да ме извлече од утакмица на наша репрезентација. Многу ретко некој уметник мене ќе ме извлече кој игра фудбал, наша кошарка, што е да е. И тоа сматите како искрен комплимент. Тони ми е другар. Тони ми е другар, имам тука вечерва многу другари. И
Јас сакам да му се заблагодарам за неговиот авторски придонес во повеќе уметнички полиња. Значи тоа мислам дека сите него го чувствуваме. Тоа што мене ми се случува кога сум кај негово ателје во Охрид е метаморфоза. Значи од еден свет, не знам, на они секојдневни приказки на политика што и да е, влегувам во ателјето во еден за мене верем свет простор на уметник кој што го ценам и како човек и како уметник, значи. И мислам дека тоа исто се повеќе тоа е ретка прилика да имаш добар човек и добар уметник. И лоши луѓе прават добра уметност, да еден погрешно разборам, и сите можни варијанти, ама тоа не е еден од тие. Кој што јас му се восхитувам од повеќе аспекти. Тони мене со оваа нова фаза ме врати во диалог и преку неговите дела со Василий Кандински, кој што зборува за духовното во уметност. Можеби денес духовност или како трансцендентност која што не е најизразито присутна во делата на уметниците, дури мислам дека имам чувство дека кога трансцендентното инспирира, се прикриваат трагите. А Тони, како што знае да каже, е соголем и ни укажува на тоа од каде всушност тој црпи инспирација. Ако идеме, не знам, по галерии Берлин, Њујорк, било каде на запад, често пати ваква апстрактна уметност се кодифицира со некои чудни кодови CH4, што и да е, Тони ни вика, ова е дел од уметноста кој што мене ме инспирирал и кај Тони морам да кажам повторно во размислување во однос на Кандински. Кандински збори дека често пати човештвото запаѓа во некои периоди на декаденција и на отсуство на леп кој што илуминира. Во тие периоди постојат мал број на луѓе кои што се будни и кои што можат да создаваат уметност затоа што не се оддаваат на материјализмот, да изразите од материјализам на времето во кое што живеат. Јас искрено во Тони препознам таков тип на уметник кој што е верен на себе си, на својата уметничка визија без разлика на тоа какви се уметничките текови тука или на запад или во било кој контекст. И затоа искрено му симнувам кап. Премногу денес се препознаваат одредени текови, премногу дел од уметниците како да сакаат да се залепат за некоја уметничка опашка и да терат некој филм кој што искрено не е нивен. Тони и во неговата поезија и во неговата уметност не го гледам на ничија опашка. Тони го гледам како еден од тие уметници во Македонија кој што ја спасува вокацијата уметник. И он наистина ви го кажувам. Се повеќе мои пријатели уметници, професори на Ликовна академија, професори, не знам, што ги знаеме на оние уметнички академии, викаат дека постои еден суштински проблем денеска. Младиве сакаат брза слава, брзи пари и не им се изодува патот на уметност. Еве, за еден човек уметник да свири инструмент, треба многу да се изоди за да се дојде до момент да се представите со одредено дело. И ние сме благодарни за тоа. Нека да се оди тој пат. Тони, кој ќе му се јавам Охрид, мора да му се најавам 2 дена порано, затоа што си има време, да, нема играчи. Се зема сериозно себе, неговата уметност и можам да кажам дека прави нешто што е за мене исклучително. Прво исклучително затоа што поврзува вибрација на збор и како уметник стои помеѓу зборот и помеѓу овие абстракти кои што ние ги гледаме. И тука нема директна наративна корелација, постои една уметничка корелација само. Тоа што вика повторно Кандински ќе се навратам, тука во едно дело и ние ќе се препознаеме и ќе го доживееме како целовито, како музичка, како уметничка знаковност на израз на еден автор или можеби нема да се препознаеме. И јас во еден куп од неговите дела искрено се препознав. И она што денеска сите ние го прославуваме е Тони како уметник, неговата уметност и она што верувам дека на секој еден уметник го значи, дека неговата уметност допрела други уметници и сега уметничката наратива и приказна продолжува. Јас му посакувам уште многу такви уметнички достигнувања и испреплетувања уметнички. Те сакаме сите и тука сме да уживаме. Фала ти за оваа гозба на уметност што сте ни ја приредил на нас, фала на Тактус, на Снеже и на сите вас. Ви благодарам.
Сега ќе слушнеме The Summer is Gone, базирана врз за есени, на Борис. 100 име. Пред нас празнината зинала. Што имаме, другар? Што не очекува? Ништо. Времето во болка не облекува. Не се враќа назад оно што поминало. Толку многу работи несторени, толку многу зборови недокажани.
По кој знае кој пат сме излажени. Дрвја сме, сами, суви и изгорени. На животот без болка му се предаваме. Не боли, да не јаде оставаме. И во мислите некаде занесени, полека кон дното слегуваме. Што можевме? Ништо. Само воздигнуваме. Поминува нашето лето за есен.
Тај последна ќе биде новемвр или базирана на лежиме еден до друг. Од сите есени на светот, пак би ја одбрала твојата, ми вели таа. Да правев нов свет, пак тебе во средина ќе те наместев и велам. Лежиме еден до друг и си градиме дом од воздишки. Незиниот стив мириса на чај.
што не можам да се воздржам и морам да кажам, дами и господа, композитор Марко Виденовиќ. И светла Марко Ева Виденовиќ. Сега за крај ќе го поканам Тони да даде негов завршен збор и да уживаме после во изложбата. Тони, повеќе. Hvala уште еднаш. Ми направија грудка. Вака, го слушаме Алек, кажува Галич, вака Марко го слушаме. Може да си добиете за мене некоја друга представа, ама јас сум уствари многу плашлив човек по природа. И сликеве се уствари одраз на тие мои стравови, на моите порази. И во исто време сум човек кој што се надева. И тие се одраз на мојата надеж за она што доаѓа. И тие се, како да кажам, обид на таа моја кршливост да загребе у вечност или да дзирне во вечност. Затоа што заради таа кршливост, усвари ние си требаме еден на друг и заради таа вечност, таа потреба еден на друг добива смисла. И овие се тука мои дела, сега Галич кажа, Тони оде во студио, работел, бла, бла, бла. Ама за овие дела се заслужни многу луѓе, кои што мене ми биде поддршка изминативе 7 години. И јас сакам да кажам фала на сите што ме поддржале, фала на сите што биле вклучени во организација на оваа изложба. И нема да кажувам имиња, фала на сите и фала ви многу што сте тука. Наистина ми направивте кеф, ми го наполнивте срце. Фала.